Здраво, седмоделенци! Моето име е Смилја Христовска и сум наставник по германски јазик. Работам во Општинското основно училиште Владо Тасевски од Скопје. Денес ќе ве водам низ лекцијата за модалниот глагол мора, односно müssen. Пред да почнеме со обработка на модалниот глагол мора, да ги активираме вашите предзнаења. Што се модални глаголи? Модалните глаголи се глаголи кои се однесуваат на дејствата и настаните кои човекот ги контролира и го опфаќа значењето на барање дозвола, обврска, желба или намер. Сами по себе тие не секогаш можат да стојат во реченица, освен во даден контекст, затоа пак најчесто ни е потребен уште еден глагол кој ќе го носи дејството во самата реченица. Еве и некој пример за тоа. Ти смееш да одиш надвор. Таа може да свири клавир. Јас морам да учам. Во првата реченица забележувате дека е добиена дозвола. Во втората реченица со модалниот глагол може е изразена способноста, а во третата реченица со модалниот глагол мора е дадена обврската. Свесно се одбрани овие три глаголи, бидејќи веќе за дозволата, односно за модалниот глагол смее, dürfen, веќе сте учеле, и за модалниот глагол може, односно können, исто така веќе сте учеле. Ајде да се потсетиме на тие два модални глаголи. Dürfen, односно смее. Со модалниот глагол dürfen бараме и добиваме дозвола. По лица изгледа вака. Ich darf, du darfst, es darf. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Забележувате дека имаме промена на самогласката, односно у-умлаут во еднинските форми преминува во самогласката, а во множинските форми останува оваа самогласка непроменета. Исто така забележувате дека во формите за прво и трето лице еднина глаголот е ист, односно во формите за првото и третото лице множина исто така глаголот е ист. Една реченица со модален глагол е според правилото дека модалниот глагол во една расказна реченица треба да стои на второ место, сменет во соодветно лице согласно подметот, а на последно место треба да стои глаголот што го носи дејството и тоа во инфинитивна форма. Тоа би изгледало вака. Du darfst ins Kino gehen. Еве го. Darfst сменет во соодветно лице согласно подметот и gehen на крајот од реченицата во инфинитивна форма. Втор глагол, модален, кој што вие го имате изучено, е модалниот глагол können, односно може, со кој искажуваме способност. По лица изгледа вака. Ich kann, du kannst, es kann. Wir können, ihr könnt, sie können. Повторно, формите за првото и третото лице еднина се исти и забележувате дека во еднинската форма повторно имаме промена на самогласката од о умлаут во а и првото и третото лице множина исто така се исти, при што во множинските форми си останува самогласката како што е во инфинитив со о умлаут. Повторно една реченица со модален глагол е според правилото модален глагол плюс инфинитив и тоа во расказна реченица на второ место сменет во соодветно лице согласно подметот е модалниот глагол, а на последно место е глаголот што го носи дејството во реченицата и тоа во инфинитив. Еве еден пример. Kann Skateboard fahren. На ист начин, како што објаснивме за dürfen и за können, ќе образуваме и реченици со модалниот глагол müssen, односно со модалниот глагол мора. Со модалниот глагол müssen искажуваме обврска или должност. Ich muss, du musst, es muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Повторно забележувате дека имаме промена на самогласката од у умлаут само во у и тоа само во еднинските форми, а додека во множинските форми си се задржува самогласката у умлаут како што е во инфинитивната форма. Повторно забележувате дека формата за првото и третото лице еднина
е иста и формата за првото и третото лице множина е повторно иста. Една реченица со модалниот глагол müssen се образува на подеднакво ист начин како што образувавме расказни реченици и со модалниот глагол dürfen и со können. Модалниот глагол треба да стои на второ место, сменет во соодветно лице согласно подметот, а на последно место стои инфинитивот од глаголот што го носи дејството во реченицата. Ich muss die Hausaufgabe machen. Еве го. Модалниот глагол müssen сменет согласно подметот во прво лице еднина и machen на последно место од расказната реченица во инфинитив. Бидејќи модалниот глагол müssen ќе го најдете во лекцијата Manuel der Hausmann од учебникот Planet 1. Еве, јас напишав неколку реченици, користејќи ги фразите кои што се дадени токму во таа лекција, да видиме како би изгледале реченици во сите лица еднина и сите лица множина. Ich muss den Hund ausführen. Du musst das Essen kochen. Er muss jeden Morgen frühstücken. Wir müssen das Geschirr spülen. Ihr müsst sauber machen. Sie müssen den Müll rausbringen. Забележувате дека во сите 6 расказни реченици на второ место сменет во соодветно лице е модалниот глагол müssen, а на последно место е глаголот кој што всушност го носи дејството во реченицата во инфинитивна форма. И на овој начин се подсетуваме и на фразите den Hund ausführen, kochen, frühstücken, Geschirr spülen, sauber machen und den Müll rausbringen. Ако веќе знаеме како се употребува модалниот глагол müssen во расказни реченици, ајде да видиме како ќе го употребиме модалниот глагол müssen во прашални реченици. Знаете дека постојат два типа на прашални реченици. Тоа се W-fragen и Ja-Nein-fragen. Со W-fragen начинот на образување на една прашална реченица е практично многу сличен со начинот на образување на една расказна реченица, бидејќи на второ место сменет во соодветно лице стои повторно модалниот глагол müssen, а на последно место во реченицата стои глаголот што го носи дејството во инфинитивна форма. Единствена разлика во тоа е што на прво место тука во моментот немаме подмет, туку секако имаме прашален збор, бидејќи се работи за прашална реченица. Wann musst du aufstehen? Wohin müsst ihr jetzt fahren? Was müssen Sie jetzt schreiben? Да видиме со Ja-Nein-fragen како ќе образуваме прашални реченици со употреба на модалниот глагол müssen. Бидејќи самите да-не прашални реченици, односно Ja-Nein-fragen, образуваат прашална форма со користење на инверзијата, така и во овие прашални реченици ќе употребиме инверзијата, при што модалниот глагол ќе ни стои на првото место во прашалната реченица. Еве некој пример за тоа. Musst du jetzt Deutsch lernen? Muss so laut sprechen? Müssen wir jetzt eine Klassenarbeit machen? И овдека имам напишано Ausnahme, исклучок, бидејќи во овие да не прашални реченици модалниот глагол стои на прво место, за разлика од досега се што учевме дека во расказните реченици и во ве прашалните реченици модалниот глагол е на второ место, сменет во соодветно лице. Ако ова се јасно, ајде да преминеме со една кратка вежба со модалниот глагол müssen. Имате прашање со повеќе член избор. Вие треба да се подсетите како беше модалниот глагол müssen во соодветните лица, за да можеме да ги заокружиме точните форми од дадените. Ihr, празно место, Hausaufgaben machen. Frau Jung, Sie, празно место, einkaufen. Maria, празно место, Vokabeln lernen. Du, празно место,
jetzt aufstehen. Ich, празно место, noch aufräumen. Се надевам дека веќе помните дека во еднинските форми имаме промена на самогласката од у умлаут во у, а во множината дека останува у умлаут согласно инфинитивната форма. И ајде да ги видиме решенијата, да видиме дали точно сте одговориле. Ihr müsst Hausaufgaben machen. Frau Jung, Sie müssen einkaufen. Maria muss Vokabeln lernen. Du musst jetzt aufstehen. Ich muss noch aufräumen. Верувам дека оваа вежба ја имате точно сработена. Ајде сега да преминеме на уште една вежба, при што имаме кратки SMS пораки, а на местото на сивите флеки треба да го вметнете вие самите, да ја вметнете точната форма од модалниот глагол müssen. Meine Eltern, празно место, zu Oma fahren. Kommst du? Was, празно место, Jens heute machen. Празно место, ihr morgen in die Stadt. Ich, празно место, heute Mathe lernen. Und du? Wir, празно место, noch einkaufen. Wann, празно место, du morgen aufstehen. Ајде сега да ги видиме решенијата. Meine Eltern müssen zu Oma fahren. Kommst du? Was muss Jens heute machen? Müsst ihr morgen in die Stadt? При што внимавате дека тука во решението буквата М не е со голема буква, затоа што е почеток на прашалната реченица. Ich muss heute Mathe lernen. Und du? Wir müssen noch einkaufen. Wann musst du morgen aufstehen? Верувам дека ја имате сработено оваа вежба точно и без грешка. Ајде сега да запомниме што треба од ова денешно предавање да научиме. Müssen е модален глагол и во превод значи мора. По лица сменет изгледа вака. Ich muss, du musst, sie es muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Помниме дека имаме промена на самогласката во еднинските форми од у умлаут преминува само во у. Исто така помниме дека формите за прво лице и трето лице еднина се исти, односно формите за прво лице и трето лице множина се исти. Реченица со модален глагол, конкретно во случајот со модалниот глагол müssen, се образува на тој начин што е модалниот глагол плюс формата за инфинитив. Ако ова го запомнивме, да преминеме на вашата домашна задача. Was musst du zu Hause machen? Што мораш ти да правиш дома? Бидејќи и самата лекција, Мануел да Хаусман, во самата лекција и Мануел нели е домакин и помага, вие со 3 реченици опишете што мора да правите дома. Се надевам дека уживавте во ова предавање, ви посакувам добро и пријатно учење и ви благодарам за вниманието. Пријатно!